Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерва ќе разговараме со Ивана Велиновска-Боцевска. Таа е наставник, односно професор и писателка. Доаѓа од населбата Илинден. Па ајде, првото моje прашање, Ивана, како е да се живее во Илинден? Тука некаде до Скопје, а сепак не во Скопје. Така, добра вечер. Добра вечер. Ви благодарам за поканата многу. Па јас можеби неблагодарно малку ќе се изборувам за Илинден, бидејќи јас сум од таму, сум родена, таму сум мажена, таму живеам, работам, се ми е таму. Судбински. Судбински некако, меѓутоа можеби неискрено неискрено, туку субјективно ќе биде, меѓутоа убаво е да се живее во Илинден. Многу е убаво, особено сега, да. Град, кога веќе ги имаме сите можности, да, се што ни треба се ние во Илинден. Еве мојата работа е таму, па јас за нешто во градот, ако сакам да прошетам на некоја локација во градот, одам, инаку се што ми треба се е во Илинден. Значи, убаво, има и кај да се прошета, има и секаде кај да отидеш, а сите потреби да ги средиш таму и така. Па добро, најголемата предност и придобивка ваша е имате почист воздух, а сепак сте тука до градот, да. Но и не мора често да доаѓате во градот, бидејќи сега таму имате многу стамбени објекти, многу фирми. Нема нешто што таму немате, а ние овде, да речем, во Скопје го имаме. Така, ако направам една споредба со Илинден од моето детство и Илинден сега веќе од мојата зрелост, да. Има голема разлика. Голема трансформација, да, голема промена. Да. Ајде, кога веќе говориме за Илинден, ти работиш сега, денес, како наставник по македонски јазик во основното училиште Гоце Делчев во населбата Илинден. Така. Па и кажи ни нешто за твојата работа, нели? Тоа е најбитното, основното е да живееме од вработувањето. Така. И всушност ти живееш од работата со учениците. Така е. Оваа година ми е јубилеј на 10-та година како наставник во Општинското основно училиште Гоце Делчев. Тоа е најголемо училиште во нашата општина. Јас работам како... Извини, колку има други основни училишта во Илинден? Три основни и повеќе подрачни, меѓутоа централни 3 и повеќе подрачни, и имаме едно средно училиште, стручно, да. Добро, продолжи, извините. И нема проблем, 10-та година јубилејна ми е како работам, претходно исто имам. Со среќа, да. Благодарам. Работено во општината, меѓутоа, мислам, во рамките на општината, со другата професија, со средно училиште, што бев медицина, лаборант бев, сега сум наставник веќе 10 години. Да, ти имаш завршено во доктор Панче Караџозов. Така, 3 години работев како медицински лаборант и потоа веќе ми излезе можност да се вработам во основното училиште. Што да ви кажам, значи благородна професија, исполнета сум, со љубов ја работам, разни генерации. Знаете, јас предавам на деца од 6 до 9 одделение, растам со нив. Ме подмладуваат, да, доаѓаат како дечиња помали изгубени додека се на адаптација во 6, како растат, созреваат, првите љубови тука им се симпатии. Да, симпатии. Но и се градат како мали личности, веќе спремни додат во средно училиште и многу убава работа. Мислам, бар мене ме исполнува многу. Да, вистина е прекрасна професорската, наставничката, педагошката работа, бидејќи ти ги сакаш децата, но и тие те сакаат тебе. Има фидбек. Има една интеракција, има инфлуид, има една љубов. Сега, ајде малку за Ивана Велиновска-Боцевска, малку да прошетаме низ твојата биографија. Основното образование го стекнуваш токму во училиштето каде што сега си наставник, каде што работиш. Значи, во Гоце Делчев, основното училиште во населбата Илинден. Завршуваш како првенец на генерацијата. По матурирањето, како што пред малку и самата рече, се запишуваш во Средното медицинско училиште доктор Панче Караџозов во Скопје, а веќе во 2002 година се запишуваш на Филолошкиот факултет Блаже Конески Скопје на катедрата за македонска книжевност и јужнословенски книжевности. Таму дипломираш во септември 2007 година. Сега тука ќе ставиме малку една точка, за малку да поразговараме за тие твои студентски денови. Најубавите. Кои те беа професори? Ајде малку да те вратам, да се подсетиш кои професори, кои твои
колеги, Ме враќате студенти, сегашни познати новинари или писатели, или во некои други сфери можеби се вработени. Ајде малку за времето кога ти студираш на филолошкиот факултет во Скопје. Повели мене. Благодарам што ми го поставив това прашање изненадувачки, меѓутоа ме враќате во едно многу убаво време, бидејќи на деновите на годините кога јас студирав се сеќавам со едни многу убави спомени. Значи јас ја направив таа трансформација од средно медицинско, иако бев скроз одлична и таму. Многу ја сакав книжевност, многу сакав да читам и сакав конкретно ова беше моја желба да се запишам на тој факултет. Кога се запишав не беше како сега, нели помалку еве охрабрувам да се запишат и повеќе студенти на македонскиот јазик и македонската книжевност. Значи сепак убаво е. И треба да го за жал се запишува. За жал затоа значи да ги мотивираме да се затоа што ние сме оние што го чуваат и што го продолжуваат јазикот, книжевноста, значи зборот македонски. Се запишав во една група од 100 студенти на македонска книжевност. Не познавав никого. Најдобрата пријателка до ден денеска што ми е, што и таа е професорка во едно друго училиште во Скопје, ја запознав токму таму. Кога одевме на студии, тоа беше учевме многу и имав среќа да учам од многу добри професори, значи ајде наброи некој вак. Професорот Атанас Вангелов беше, професорката Кристина Николовска, професорот Венко Андоновски, Вера Стојчевска-Антич професорката Добрила Миловска, Емилија Црвенковска професорката, Иако не те подготви... Весна, извинете, морам да ги споменам професорката Весна Чепишевска-Мојсова, професорката Нина Шкрињарич, што еве ми беа и на одбраната на магистерската во комисија, прекрасни, значи се сеќавам на сите професори како прекрасни професори. Многу што не научи. Тоа сакав да го кажам, иако не те подготвив. И во оваа емисија никому не му ги кажувам, односно не им ги кажувам однапред прашањата, за да не добивам папагалски одговори. Ова емисија е спонтана, во живо. Ека се присетувам сега полека. И јас те изненадив со ова прашање, меѓутоа ти одлично се снајде, значи се сети на сите, речиси, професори што ти предавале. Од книжевност претежно, да. А некои твои колеги, колешки со кои што студираша сега се исто така, не само наставници, можеби се писатели, можеби се во овие. Ти спомна една колешка, ама сигурно би имало... Да, има една колешка од Неготино, Маја Којчева, таа има издадено книги поезија. И таа пишува. Да, пишува. Имам една колешка, баш сега гледам дека е во Институтот за македонски јазик вработена. Колешки што многу се истакнуваат со проекти, со активности со ученици, значи во полето на образованието, меѓутоа истакнати педагошки работници. Од Прилеп морам да ја споменам Јулијана Талеска, ќе го кажав незиното моминско презиме Бумбаровска. Со Даниела Пеева Митева, со таа од Струмица соработувам, значи и знаете што ми беше мене интересно, во таа група иако бевме 100 студенти. Како оди нели времето се намалуваат, ама сепак не беше едно 50 и повеќе, можеби ние веќе дипломиравме. Јас кога се вработив, затоа што од лабораторијата кај што работев, морав додам сега да работам во училиште. И сега правите вие трансформација од едно работно место на друго, а веќе и неколку години ви поминале од кога сте дипломирали, не е се исто да застанете пред деца. Ви треба некоја поддршка. Јас имав многу голема поддршка од колективот, од Гоце Делчев, значи од менторката и од сите, благодарам и на моите колеги во Гоце Делчев. Меѓутоа, стручно за ова се консултирав со моите колеги од факултет. Ми праќаа материјали, значи многу добра соработка имаме. До ден денеска се уште си имаме една група што на кој нешто да му треба, да, стоиме позади него и си помагаме, благодарност до сите. И еден апел до младите да не бидат себични, значи споделувајте материјали, никој не може ништо да ви земе, само може да му помогнете некому тој да се надгради, путреден тој вас ќе ви помогне и тоа е еден круг, е така. Во врска со овој твој претходен исказ има една филозофема која вели дека под сонцето има место за сите. Точно. И дека никој не треба да се плаши, дека ако некому нешто каже или ако помогне, дека ќе си ускрати на себе си дел од славата, од богатството и слично. Зошто? Затоа што се враќа. И лошото, не дај Боже, се враќа, ама доброто повеќе кратно се враќа. Сега сакам да прашам, бидејќи некако цело време зборуваме медицина, книжевност. Зошто ти се запиша на медицина?
Искрено, наискрено. Наискрено. Така сите девојчиња сакаат? Не, затоа што моите родители сакаат да си ги поздравам. Затоа што јас бев Сака да бидеш докторка. Да, одлична, со сите петки, бев првенец, како што кажавте, и сега беше ти ќе одиш во медицинско и ќе бидеш докторка. Знаете ли кои копија се кршеа кога требаше да се одлучи за факултет? Па дури слушнав еден разговор на мајка ми, тетка ми, па многу бев лута. Ете, вика, се запише на филолошки, кај ќе работи? Ама толку многу ме исполнуваш и навистина. Денес одат затоа што во образованието веќе има дефицитарни места, дефицитарен кадар за некои определени професии, а тогаш јас кога се запишав од 50, не можат сите да бидат наставници, но како што рековте, за секого има место под сонцето, си дојде и моето. Не прашав случајно и воопшто никогаш се трудам да не прашувам нешто само поради прашањето, затоа што сега живееме во ера на дигитализација, на електронски медиуми, и сите сакаат да бидат програмери. Како да не е конјунктурна, не е профитабилна професијата наставник, професор. Ама од друга страна, не може да бидат сите програмери. Точно. Секој треба да се следи себе си и својата љубов. Јас мислам дека нема поубава работа од професорската, наставничката, педагошката и посебно... Поблагодарна. Посебно да, таа професија, ти убаво рече на почетокот емисијата, освежува, релаксира, помладува, ама и уште нешто што е најбитно. Човек цело време учи. Ги учи другите, точно, ама учи и за себе си, точно, акумулира знаења во себе си. Сега, одиме понатаму, значи ти си повторно на филолошкиот факултет, но продолжуваш, се запишуваш на постдипломските студии, значи на филолошкиот факултет Блаже Коневски Скопје, се запишуваш на насоката или смерот наука за книжевност, македонска книжевност во учебната 2017-2018 година. Така. И на 5 јануари 2021 година се стекнуваш со стручниот назив магистар по филолошки науки во областа македонска книжевност. Или, поскратено кажано, магистрираш, значи го одбрани завршниот труд под наслов Тематски доминанти во поезијата на Гане Тодоровски. Така. Ова годинава, 2021, треба малку да прокоментираме, бидејќи тоа е период на пандемијата. Така, така. Што значеше во време на пандемијата да се биде на постдипломски студии? Главно да се работи од дома, електронска комуникација, така, бидејќи имаше ковид, имаше вируси, COVID-19. Кога се запишав јас на постдипломски, си беше најнормално време. И имав поддршка буквално од сите, од семејството, нели најмногу, па потоа од колеги, од познаници, и соработката си течеше. Мене ми беше ментор професорката Кристина Николовска, и со менторот се најнормално си беше. Меѓутоа, што се случи, дојде короната. Треба да се прави научно истражување. Да. И сега беше замислата да се оди во средно училиште, да им се даде на учениците анкетен прашалник. Така, меѓутоа мораше да се адаптираме на состојбата и електронски беше. Во оваа прилика им заблагодарувам и на моите некогашни ученици, што тогаш беа средношколци, па ми излегува во пресред, ја направија анкетата, исто и на студентите од филолошкиот факултет, и тие ја спроведоа, значи благодарност до сите нив. Значи анкета и во средно училиште и на факултет. И на факултет, така беше замислено, затоа што сега оваа година, од минатата година, има една застапена песна од Гане Тодоровски според новата концепција во учебникот. Нашинска има во 6-то деление. И во основно училиште. Да, во основно, тогаш имаше само една, меѓутоа јас тогаш не предавав на 9-то и не можев, и затоа, ама и многу подобри одговори ми дадоа децата, затоа што веќе беа навлезени во поезијата. Веќе по возрастни. Така, и може повеќе да ја разберат, да ја сватат и интерпретациите нивни. Што Гане не е автор за најмалата возраст, Гане, сепак објаснуваме, кажуваме. Писател за возраст. Се запознаваат само во основното, меѓутоа веќе го сваќаат во... И беше интересно и за одбраната, толку имав замисла како ќе одбранам, нели секој сака и да одбрани убаво се. Си прави сценарио во глава. Да, меѓутоа беше ограничено само во кругот на семејството, со маски, со дистанци.
Маскирани. Да. Тоа беше лош период, Лош период, да, и ова беше пред Бадник, значи нешто убаво ми се случи во таа пандемија, баш пред убав празник. Во таа пандемија нешто убаво на човек да му се случи. Да. А тоа тебе ти се случи, магистрирањето, и тоа со магистерски труд посветен на Гане Тодоровски. И јас веднаш сега ќе кажам за гледачите на оваа емисија, дека сега најмногу ќе се држиме токму на твојот магистерски труд и на Гане Тодоровски како лик и како творец. Јас го познав и лично, имавме многу средби, многу разговори. Не знам ти дали го запозна лично? Не сум го запознала лично. Да, не бев една од среќните, вие сте биле среќен човек. Гане. Да. Вака сега, мене ми е мило што, ако лично не си го знаела, си го одбрала токму Гане Тодоровски и насловот на твојот труд е тематски доминанти во поезијата на Гане Тодоровски. Ајде сега не си на одбрана, ама веднаш да ни појасниш кои си тие главни, значи основни стожерни тематски доминанти во поезијата на Гане Тодоровски за гледачите. Во консултација со мојот ментор тогаш одев по книгата Живе и песно од професорката Кристина Николовска, веќе беа одредени, меѓутоа сепак ги потенциравме и тука со апликативен пристап. Значи татковинскиот мотив е најзастапен, па потоа има Арс поетика, па има за Скопје делнични песни, за љубовта, колку суптилно тој пее само за љубовта и колку е поинаква. Не може да се издвои еден тематски мотив каде што Гане Тодоровски е единствен. Тој секаде е единствен. Според мене и според она што го истражував за него, затоа што никој не мислам дека на еден посебен начин се си пишува. Тој е специфичен автор, оригинален автор. Да. И љубовта, за да прочитате негова љубовна песна, значи треба да се внесете. За да прочитате една делнична песна, толку е напишана навидум проста, толку има навидум просто, се извинувам за ова, не е туку со така обични зборови, но е така едноставно со добро, може Коневски викаше како да се роди проста и строга македонска песна, буквално е така, проста но строга македонска песна. Да, тој збор прост има. Да не ме сватат некој погрешно, меѓутоа јас кога зборувам за Гане Тодоровски, знаете ли со која почит, колку бирам зборови се, не сакам ништо да, иако го немам запознаено лично за жал, меѓутоа грандиозен великан на македонската поезија, на македонското творештво. Ајде вака во прилог на тоа, во твојата книга на почетокот има едно кратко стиховно обраќање од Гане Тодоровски. Ако си тргнал да стануваш поет, крстот подмишка и молкома со право на избор за брзо или бавно приближување и молкома кон своето распјатие. Да им преведам. Распетие. Так. Значи, Гане Тодоровски многу сакаше, многу љубеше своји зборови, оригинални, да внесува. Постојано внесуваше некои нови зборови. Неологизми во има цели магистерски трудови правени и цели книги напишани за баш за овие неологизми. Сега, убаво е што ти подсетуваш кој е Гане Тодоровски, кој беше Гане Тодоровски, бидејќи овдека во книгата твоја ја објавуваш и библиографската белешка на Гане Тодоровски. Таа е голема, бидејќи тој беше многу вреден човек. Во една година Гане Тодоровски објави 12 книги. Во една година, колку што има месеци годината. И на мојот колега и пријател Трајче Кацаров, на неговото прашање, професоре, зошто објавивте 12 книги во една година? Веќе навистина тоа е голема бројка. Како не? Гане му одговорил на Трајче, овој негов исказ од Трајче. Абе, Трајче, ти си млад и тоа не можеш се уште да го разбереш и сватиш. Објави 12 книги за да не ме заборават. Замислете, значи професорот толку беше активен, толку пишуваше и поезија, пишуваше и критика, пишуваше и есеј, но пишуваше и историографски текстови и книги. Тој објави многу книги за нашите преродбеници, за нашите знаменити
книжевни личности. И ти овде со право подсетуваш на големината на Гане Тодоровски, кој што има многу своји дела, многу антологии, коавтор е на исто така на многу книги, добитник е на наградите, и тие сами по себе го укажуваат Кочо Рацин, 11. октомври, 13. ноември, браќа Миладиновци, Климент Охридски, Гоце Делчев, Димитар Митрев, наградата за книжевен опус на Мисла, но и на преведувачките награди, бидејќи тој беше преведувач, Григор Прличев, Кирил Печиновиќ, Златно перо. Навистина си одбрала еден многу оригинален, многу специфичен автор. Од неговата книга Скопјани за делнични личности, обични, за метачи, за продавачи и разнесувачи на весници, млеко и слично, до негови многу сериозни трудови. Сега, ајде вака. Не си на испит, не си на одбрана постдипломскиот труд, ама која книга тебе од Гане Тодоровски посебно ти остави впечаток? Која би ја издвоила? Бичи, има многу книги, тој многу дела има. Во што си ти љубена од опусот на Гане Тодоровски? Извини, вака не сме подготвени, во мигов те прашувам. И јас затоа и се замислувам вака и сега не знам што би ви одговорила на ова, затоа што... Тешко е да се издвои една, ама издвои неколку, еве, нешто што ти мислиш дека треба да го издвоиме од Гане. Бидејќи, еве, ти додека размислуваш, ќе кажам, еден куп негови дела, во утрините, тревожни звуци, спокоен чекор, Божилак, апотеоза на делникот, предходниците на Мисирков, горчливи голтки непремолк, Снеубавен ден, трактати за сонцелюбивите, Веда Словена, Маѓепсан Мегдан, Скопјани, ја многу ја сакам оваа книга, Скопјани. Скопјани ќе одберев. Многу ја сакам. Еве и ти ја сакаш. Подалеко од занесот поблизу до болот, со збор кон зборот, поход кон Хиликон, неволници, неверици, несоници, неодложни љубопитства, недостижна книга поетска, со наслов недостижна, Осамен патник и многу други дела. Гане беше Гане. Тој за себе има речено урагане. Тој навистина беше за ура и навистина беше ураган. Тие негови игри на зборови се многу интересни. Како? Јас многу често знам на учениците, кога ќе ги прашувам, еве повторно сега се вратам, ама кога им цитирам нешто од Гане, кога ќе ги прашам за одсутни, ќе ми речат сите сме тука, колку или некој ако одсутен, колку сме, толку сме, токму сме. Дај да почнеме да работиме сега. Да, таа нашинска. Во секоја негова песна, во секој негов збор, значи има нешто суштинско, има нешто поинакво, има нешто специфично. Оние визионерски песни за Македонија, за татковинските теми. Значи, се останува, не можете, колку и вие да работите на некој труд, еве за него, конкретно јас работев на поезијата, сепак ќе ви остане уште нешто недоречено. Ќе немате зборови за да кажете, затоа што јас ви кажувам кон поетското негово дело, зашто конкретно јас за поетското негово дело работев, со голем стравопочит се пристапив кон сето тоа. Вака, убаво е денеска што говориме за Гане Тодоровски и за еден творец, ама посебно писател, тој е жив, додека во секојдневието се изговараат, се преповторуваат некои негови стихови или некои негови мисли, некои негови зборови. Убаво ти што подсети, ние многу често ја повторуваме таа негова синтагма, колку сме, толку сме, токму сме. Но не само тоа. Тој сакаше и љубеше да се употребува зборот македонствува и македонствуваме. И тој те напишеше по-македончил, кога преведуваше Гане Тодоровски. Значи, навистина беше оригинален и еве, една јавна благодарност за се она што тој го направи, го создаде и го остави како завет, како аманет, како тестамент и како неизблишни влог во македонската литература. Јас бидејќи бев, да речем, и негов современик,
имавме многу средби, многу разговори. Некогаш се согласувавме, некогаш не, ама јас кога не се согласувавме, тогаш вика професор, имам обврска некој и да бегам. Едноставно Мудро. гледав да не се замерам и гледав да не влезам никако во полемика. Веќе Гане Тодоровски беше и полемичар. Тој и Атанас Вангелов, ние знаевме, со другите можеш да се закачаш, ама со нив не е добро, бидејќи на една твоја мала полемика можеш да добиеш полемика која што долго ќе трае, ама и вака полемика која што ќе биде, можеби не со тон зборови и хартии, ама сигурно ќе трае неколку месеци и прашање дали ќе имаш ти сила и нерви тоа да го издржиш. Но, да се вратиме малку пак, кратко, на поезијата на Гане Тодоровски. Тој пишуваше, рековме, делнична поезија, пишуваше Арс поетика. Ангажирана поезија, но и љубовна поезија. Сега, според тебе, твое довидување, што мислиш или имаш веќе искуство, Гане Тодоровски како поет, со што ќе остане не сега, туку и во идни времења? Која е твоја една визија, една проекција? Што мислиш? Не само учениците, воопшто и возрастните читатели. Дали се тоа патриотските песни негови, дали се тоа овие ангажирани, дали неговите љубовни песни? Гледајќи моменталната ситуација, години наназад тој е актуелен со неговата татковинска поезија. И останува и мислам дека секој патриот што е мора да знае некоја песна. Знаете, една песна имаше за Гоце Делчев или химната кога се интонира, или за јазикот македонски Ти воздишко на која што прв пат сме заплакале. Значи, тоа е нешто што, барем по нешто, некој сегмент да се знае, ќе биде добра. Ама мислам дека сепак ова, што е за патриотскава поезија, татковинската, е сепак она што секогаш мислам дека ќе биде актуелно. Јас се согласувам и некако се трудев да го извлечам тој одговор од тебе. Само патемно те ги спомнував и ангажираната и љубовната, но на вистина ти во твојата книга ги имаш и тие негови татковински песни. Еве ја, песната кон татковината. Тоа се песни кои што како да кажам, вечни се, трајни песни. Вонвременски песни се тие, за сите времења. А и тука и визионерскиот негов поглед од минатото кон денешницата. Еве го Гане. Во една строфа само. Ако пак некаде започнат да ја пеат денес над Македонија, со гласови разлеани, верувај дека тогаш луѓето в срцете греат, сеедно дали на митинг или во некоја меана. Па тоа е преска што реков, значи со навидум, со навидум некои игри на зборови кажува многу. Така е, апсолутно. Во секој случај, тебе ти била драгоцена и поддршката од менторот, професор доктор Христина Николовска. Таја во оваа книга има и поговор. И јас ќе кажам само, ќе издвојам неколку реченици. Насловот на низиниот текст е одлична студија за поезијата на Гане Тодоровски. Навистина мислам дека оваа твоја книга дојде во вистинско време, да ќе кажам и зошто. Во годината кога чествуваме 95 години од раѓањето на великанот на нашата поезија, книжевност, наука и култура, еден од столбовите на современата македонска книжевност, академик Гане Тодоровски, авторката, магистер Ивана Велиновска-Боцевска и реномираната издавачка куќа Матица Македонска, ни овозможуваат прекрасно издание за тематските доминанти во поезијата на Тодоровски. И така натаму, во незиниот текст, голема благодарност. За да заклучи професорката Христина Николовска на следниот начин. Јас македонствувам, ќе рече великанот Гане Тодоровски, и ќе не поведен кон историски поход на македонствување со креативност и дела. Ние македонствуваме, ќе се доречеме и ние.
преку наука, преку посвета на студиозна литературна наука, како што тоа одлично го направи магистер Ивана Велиновска-Боцевска. Навистина, Ивана си имала среќа, се споиле две енергии, едната на професорот, писателот, академикот Гане Тодоровски и универзитетската професорка Кристина Николовска, но во целата ова приказна најбитна си ти, бидејќи ти за да магистрираш си направил истражување. Си направил истражување за тематските доминанти во поезијата на Гане Тодоровски. Па ајде сега малку за тоа истражување во тој прашалник. Што ти конкретно бараше во тој прашалник? Кои ти беа тие основни прашања и кои ти беа тие добиени одговори, односно кои се твоите заклучоци? Еве малку подсети се сега на одбраната твоја. Така. Значи, за факултетот кажавме, малку само ако може да се навратам малку поназад. За факултетот кажавме како се запишав, сега беше работава за магистерска, за постдипломски како што да се запишам. Дали ќе се запишам и си реков самата на себе си ветив, ако некогаш работам по професија, јас ќе се запишам на постдипломски. Децата мои, јас имам две дечиња, ми беа мали и ова книга им ја посветуваш нив. Посветувам нив, тоа сакам да го кажам на Јаков и Бисера. Така, на моите Јаков и Бисера, бидејќи додека мама пишуваше, тие растеа потивко, полека. После, значи, од кога ја завршив книгата, го затворив лаптопот и ми реков, мама, заврши со книгата и не им се веруваше, тие веќе беа за 3 години поголемки дечиња. Да. И имав големата поддршка, значи, од семејството, имав големата поддршка од професорката Кристина Николовска, поддршка од сите страни. Сега вака, ако дозволите. Значи, овдека во оваа книга се отпечатени и анкетите, затоа што оваа книга може да биде многу добар водич на средношколците, затоа што таму се работи Гане Тодоровски. Гледам дека и матурските прашања им се од таму, значи може да им биде водич и да бидат, не знам како, да се подсетуваат од неа, да учат од неа. Има овдека во еден дел каде што се прашањата и резултатите од анкетите на студентите. Например, како го доживуваат и толкуваат и грозборството во поезијата на Гане Тодоровски, зашто сепак тие се, нели, оние што читаат, каков е патриотизам во поезијата на Гане Тодоровски, пошто е посебна љубовната поезија, бидејќи навистина е посебна. Студентите се изјасниле дека неговата љубовна поезија е богата со лиричност и филозофија, што избликнува од секој стих. Например, пошто е оригинален Гане Тодоровски, такво прашање имаше, истакна деец во Македонија, но и во славистичките кругови. И овие, сега да не ги набројувам, ако некој сака може, нели, да си ја купи, и тоа сакав да се заблагодарам на издавачката книга Матица Македонска, се извинувам, куќа се во книги ми доаѓа ми од работа. Да, се извинувам на издавачката куќа Матица Македонска, на господинот Раде Силјан и на Министерството за култура, затоа што таа го поддржа издавањето на оваа книга. Добро, па и треба да се поддржи ваков труд, апсолутно. Благодарам и мислам дека ќе биде добро барем за средношколците, затоа што тие тогаш им треба нешто плюс дополнителна литература. Да, дополнително нешто за да има и тука апликации, значи на песни, има и како есеистички пристап има, што им се баре и на нив. Зашто сепак од наставник тоа може да произлезе првенствено. Апсолутно, овие книги се полезни и за учениците, и за студентите, и за наставниците и професорите, па и за граѓаните што ги интересира оваа проблематика книжевноста, бидејќи на еден прегледен, систематизиран начин, посебно поетското творештво на Гане Тодоровски и сите негови специфики, сите негови карактеристики, убаво е што се стокмени, уприличени. Се трудевме колку што можеме повеќе да се опфати, да се разработи. Сега, Ивана, имаме уште време во емисијата да проговориме и за тебе лично како автор. Ти си добитник на поетската награда Поетска муза, веднаш да кажам, дека оваа награда се доделува во рамките на меѓународниот фестивал Поетски синтези во Битола, а наградата ја имаш добиено во 2017 година. За оваа манифестација заслужна е професорката Мирјана Стојановска. Така, од Битола ја организира и тоа
перманентно, успешно, секоја година и на вистина, еве, и оваа награда Поетска муза и овој фестивал Поетски синтези си зазема едно место во културната мапа на Битола. Па ајде нешто, уште нешто ти да кажеш во врска со тој фестивал и со таа награда, бидејќи на вистина оваа манифестација тоа го заслужува. На оваа манифестација прв пат отидов таа година, 2017 чинам беше. Да, така. Имав ученици кои што издадоа своји книги со песни. Издавачката куќа Нова од Битола им ги издаде и бевме поканети затоа што им беа наградени и бев поканета јас ако сакам да учествувам нели со моја поетска творба. Не очекував, меѓутоа беше многу убав настан, во убав амбиент се одржуваше. Со професорката Мирјана Стојановска сме и колешки, нели, таа предава македонски, многу топол пречек и таа е магистер, и таа магистер. Така, и беа еминентни поетеси, поети, Живко Поповски Цветин, и тој беше црташе. Така што интересно беше. И за децата вечерта беше, значи, одржувањето за поетскиот фестивал за возрастните. На моје големо изненадување ја добив оваа награда. Убаво кој не очекуваше ќе ти изненадат. Да. Сега ти си застапена и во зборниците Поетски пораки за мир во истата година, 2017-та, издание на Нова од Битола, но и на зборниците Симфонија на срцето 3, така. 2017-та, исто така издание на Златно перо од Битола, но и на поетскиот зборник во рамките на манифестацијата Решетари 2018 година, ова е во Хрватска. Така. Но ти си редовен учесник и на поетската манифестација Денови на Илинден, во твојата матична населба Илинден. Ајде малку за Решетари, но и за Илинден. Вака Решетари не поврза поетесата, големата македонско-хрватска поетеса Лерка Тотнаумова, голем поздрав и до неа. Јас пишувам на македонски јазик, меѓутоа Лерка е таа што ги преведува на хрватски. Препејува моите песни на хрватски и оваа година бев, сега пред неколку недели се вративме, значи тој е реномиран меѓународен поетски фестивал, се одржува 25 години, веќе 26, колку нашава манифестација и таа е толку, да. И секогаш сме пречекани многу убаво, не поврзува, значи Лерка ни е мостот. Кај Нова Градишка. После Нова Градишка, каде што почина трагичното место кај што погина Тоша. Да. И секогаш задолжително, затоа што се многу гостопримливи, никогаш не можете да отидете зашто далеко за еден ден па да се вратите, не носат и на споменикот на Тоше Проески. Но исто така нашето училиште е збратимено со училиште од Решетари. Да, па имаме поврзување со ученици, но конкретно за оваа манифестација учествуваат и некои наши ученици, меѓутоа Лерка е таа што не поврзува и што одиме редовно во Решетари. Ајде сега и за нашата. Во Илинден. Нашата се малку нескромно да си кажам, меѓутоа како жител, на сите ни е таа манифестација и таа е реномирана меѓународна манифестација, 26 години, ако не погрешам постои. Кога се вработив, почнав во организацијскиот дел, така можеби не сакајки, меѓутоа се наоѓав да бидам на помош, да се среди нешто за некој настан и потоа веќе почнаа да ме покануваат и да учествувам со моја поезија. Првите година две бев само во организација, потоа веќе почнав и да учествувам. Сега, со оглед на тоа дека се ближи крајот, јас само да прочитам. Ти си била и предавач на 10-тиот научен собир на млади македонисти, односно на конференцијата. Да, и сега си млада. Во чест на професор доктор Лилијана Минова Ѓуркова, одржана на Филолошкиот факултет Блаже Коневски во Скопје, а темата била татковина во творештвото на Гане Тодоровски. Од таму почна. Гане Тодоровски. Инаку ти си автор и на книгите Шепот од далечина, објавена во 2018 година во Битола од издавачката куќа Нова. Тоа е книга со поезија, но ти си автор и на книгата
Оваа, што е овде денес ја представивме, тематски доминанти во поезијата на Гане Тодоровски, издание на Матица Македонска во 2024 година, односно годинава. Да. Кажавме дека работиш како наставник по македонски јазик во Основното училиште Гоце Делчев во населбата Илинден. И јас на крајот од емисијата ќе те замолам на овој лист хартија, на овој свиток, со еден од овие фломастери, со една од овие бои, со црвената, овде да го напишеш твоето име и презиме, односно две презимиња. Богата су. Да, вие жените имате две презимиња, главно, Ивана Велиновска-Боцевска. Така. И на другата страница, една твоја мисла, порака, гесло, сентенца, бидејќи од овие свитоци ние ќе имаме изложба на сите учесници во емисијата во потрага по вистинскиот збор, па ќе бидеш и ти. Сега во моментов ми текна нешто да поврзаме со Гана, со збор, може? Може, како не може, слободно. Да македонствуваме. Добро. Да македонски. Да, македонствуваме. Со убавиот збор. Добро. И нашава емисија се труди, така и се вика, наслов по потрага. Затоа се направи синтеза. Еве вака, Ивана, и со рака сакам да ти честитам. Благодарам. Направивме една убава портрет емисија твоја, те представивме тебе, но преку тебе го представивме Гане Тодоровски и неговото творештво, посебно неговото поетско творештво, да продолжиш и понатам како наставник, како професор, да ги учиш најмладите, да ги воспитуваш, но и да истражуваш македонската литература е како неизорана нива, неисцрпна, има и други многу автори, други многу поетики. Така е. И јас верувам дека ти ќе продолжиш, бидејќи си магистер, и да докторираш и да се посветиш и на ова не само педагошка, не само просветарска, би рекол, работа, туку и научна. Еве тоа ти го посакувам. Ви благодарам многу. Ви благодарам многу. Се надевам дека оставивме бар нешто, некој белек, еве и ние со оваа емисија, јас со моево дело. И јас ти благодарам за твоето денешно доаѓање и учество во оваа вечерашна емисија. Ви благодарам на поканата. Чест ми беше.